ова е метростаницата овдека, каде што уствари води до фонтаните. Некој што е бил во Барселона секогаш вели, јас сум прв пат, но секој пат ми рекле, нема случајно да ги пропуштиш фонтаните, задолжително навечер. Но сите тие што ми кажале збориле за вечерно време во лето. Ние сме сега зима, на 2-3 дена пред Божик, да провериме, можеби не функционира ништо од ова. Ке се качиме горе да видиме. Излеговме од метрото кое што ви го покажав пред малку и сега се наоѓаме на Пјаца де Спања. Ова е едно од поубавите места како плоштадчиња во Барселона и бидејќи ни препорача сите што биле овдека, да реков пред малку, ни препорачуваат навечер да се види, бидејќи тоа е нешто спектакуларно шоу светлечко од фонтаните. Еве го. Јас повеќе нема ништо да зборувам. Иако малку времето не ни се погодува, денеска врне, во Барселона не е така често врнењето дожд. Зимите овдека знаат да бидат меки, но еве пред божикна атмосфера, а посебно пред еден надпревар кој што е во големо очекување, дербито за кое што сме ние овдека како повод, малку дожд. Но тоа нема да не спречи да уживаме во овие фонтани. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. По ова фантастично шоу се упативме кон едно од најпосетените шетачки места во градот. Градот има многу шеталишта, посебно е атрактивно Лас Рамблас, кое е постојано преполно со туристи. Најдолгата пешачка патека на градот е токму ова, Рамбла. Секој ден по неа минуваат илјадници туристи. Се е поатрактивно, бидејќи се наоѓа и во срцето на градот. Аниматори, забавувачи, цвеќарници и еден куп птици денски ја прават ова улица фасцинантна. Бидејќи следуваше Божикна вечера, сите како по протокол во рацете носеа хортензи или познато како Божикна звезда. Цвеќе се најдрагите. А додека улицата се полни со предбожикна атмосфера, на Ла Масија се одржуваше последниот затворен тренинг на каталонците. Нетрпеливоста меѓу Роналдињо и Рајкард се чувствуваше и овој пат. Веќе се насетува се почесто неговото заминување во јануари. Очигледно дека постепено ја губи поддршката на навивачите, кои секогаш пред се имаат само една цел – успех на тимот, а поединците може да бидат само дел од тимот, никогаш над него. Тоа е уште единствен дел од овој клуб. Се упативме кон местата за кои ни рекоа дека може да се најдат влезници на црно. Не верувавме, но сепак се упативме и во таа авантура. И нормално го пронајдовме. На еден ден пред надпревар се движи од 250 до 300 евра една, а за ден пред надпревар да се спуштат и до 100 евра.